Не го сакам овој проклет ден. Не го сакам овој проклет ден во месецот кога треба да судам. Ова ми е најлошиот ден во месецот. Најлошиот. Смирете се, ваше височество, смирете се. Не можам. Ке морате. Надвор ве чекаат луѓе. Чекаат да ги примите, да им пресудите, правдина да им поделите, а за тоа треба да бидете смирени. Зошто има толку неправедни луѓе? Зошто јас треба да делам правдина, јас да судам? Нека влезе некој да почнеме да завршиме побргу, да ми падне товар од плеќите. Веднаш ќе ги повикам. Ајде, влезете. Да ви ја слушнам маката. Кажувајте. Епа, честити царе, дојдов би јас да се пожалам. Не, јас реков. Полека, луѓе. Еден по еден. Така, еве јас се жалам. Јас се жалам и ке се жалам и ке плачам и довека ке плачам. Се додека не му пресудите на овој бездушник овде. Оти ми направи неправда. И уште ми ја прави. Измислува, честити царе, измислува. Чекај, а што сакаш да кажеш со тоа таа измислува? Лаже. Чуј. Ти молчи. Ќе ти дојде и тебе редот да си кажеш. Зборувај, жено. Епа вака беше. На овој овде му побарав пари назаем. Си имав некоја голема мака и отидов да му барам пари назаем, ама тој не ми кажа оти ке ми барал фајде. Си мислев ке ми даде пари како на свој човек. Кај се видело, честити царе, да се дадат пари без Си фајде. реков да молчиш? Зборувај. И епа кога отидов да му ги вратам парите, тој ми вели оти сум морала да му дадам уште половина од тоа што ми го дал. Кај? Епа не му давам. Оти немам. А па и да имам, зошто па да му дадам? А згора на тоа и на суд ме даде. Ете така, честити царе. Како пресуди судијата? Како пресуди у судијата? Како може да пресуди кога се ујдурдисал со овој овде? Ми пресуди оти сум морала да дадам уште половина од даденото. Ете така беше. Добро, доста е. Вака, ти жено, оди си. Ти чорбаджи. Идниот месец на овој ден ќе дојдеш овде, заедно со судијата. Ама, кај се видело, честити царе. Разбра. Ама јас сакам да кажам чести... Слегувај. Ајде, доста, ајде излегувајте. Добро. Се. Видели што направи со таа твоја нечовештина, а? А бре се засрамивме пред царот. И зошто да се срамиме за вакви работи? Што? Ти ќе ми кажеш, бе. Оли кај се давало така пари без фајде? А? И што мислеше без фајде ќе ги земеш? Човеку, ти не ми кажа за фајдето. Не ми кажа, така беше, нели? Абе, не ти кажа. Ама Епа? ти треба толку акал во главата да имаш, за да знаеш што ти не се земат пари без фајде. Што мислеше, Морити? А? Како? А ти што мислеше? Ја најдов оваа будалова, па ќе ги земам парите, така? Тоа си мислеше? Со тебе на крај мори мажот твој не може да излезе, јас ќе излезам. Абре, ти ли мене ќе ми кажуваш за мојот маж, бре, само ако те добре? Виделе советнику како овој свет е направил толку лоши луѓе, не знам. Не можеше ли сите да бидат добри, честни и праведни? Многу ми е тешко кога ве гледам вака, цару мој, како си ја мачите душата за работи кои не треба вас да ве засегаат. Се е така како што е и би ве советувал да го прифатите животот баш таков каков што е. Убаво го кажа ова советнику и во право си. Ама маката е во тоа што јас не можам така. Има ли таму надвор да чека уште некој? Нема да ми верувате, царо мој, има само уште двајца. Луѓето како да трнале по правината.
Другите денови имаше многу луѓе кои се жалеа, а денеска само овие што отидо и тие двајца што чекаат. Може би, тргнало нарно. Донеси ги тие што чека. Веднаш, царо мој. Да ти се многу години честити, царе. Знам, и двајцата сте прави, и двајцата не лажите. Така? Знам зашто сте тука. Знам зашто пуштив своји луѓе по царството да разберат како било и што било. Знам кој е прав, кој е крив. И јас знам, честити царе, дека тој ми ги има украдено парите. Ама јас знам дека овој човек бил во друг град кога тебе ти ги украле парите. Бил на друго место. Вистина, јас бев кај него да побарам пари назаем, ама другиот ден, кога му ги снемало парите, јас бев на друго место во друг град, честити царе. Слушај ти, знаеш ли што е тоа добрина и правина? Што знаеш? Знаеш, на белото му велиш дека е црно и не се срамиш. Се срама. Ни пред себе не се срамиш, ни пред другите. Јас од првин мислев дека не е тој ми е пријател. Ама сетне... Од тебе не сакам да слушнам ниту збор. Бака, нема да те ставам во затвор, зашто таму ќе станеш уште полош. Но само уште еднаш ако се исправиш пред мене. Само уште еднаш ако направиш вакво нечесно дело, нема да се мислам ниту миг. Веднаш строго ќе те казнам. А сега одете си. И да му платиш ден губа на овој човек. Аман. Што аман? Ајде. Да ти се многу години честити, царе. Уште многу години вака праведно да ни судиш о ти. Советнику, веќе долго време се мислам да направам нешто што не треба, ама ќе морам. Ќе го оставам престолот и ќе заминам во манастир. Ќе се затворам таму и ќе си ја спасам душата. Јас такво нешто никогаш не би ве советувал, царо мој. Не оставајте ја царштината. Неправдите нема да престанат затоа што вие ќе си заминете. Знам, советнику, знам дека нема да престанат, ама барем ќе си ја спасам душата со тоа што нема да ги гледам. Царштината на кого ќе оставите? Народот ваш, на кого ќе му го оставите? Народот и царштината ќе ти ја оставам тебе. Никому освен тебе не му верува. Сега вака, испрати гласници по царштината да разгласат, демек царот е многу болен и дека ти ќе го водиш царството додека јас не оздравам. Нема ништо. Синко, да не имаш некоја ситна пара да ни дадеш за јадење? Денеска ништо не сме јаделе. Вчера имавме малку, ама денеска ништо. Ќе ви дадам и тоа не е некоја ситна паричка, туку многу ќе ви дадам. Вистина? Ќе ни даде пари, слушна баба? Што рече, синко, неарно слушам, не те разбрав. Што рече? Бабо, рече дека ќе ни даде пари, рече дека ќе ни даде многу пари. Да си жив, синко, да си жив и здрав. Зошто сте на овие маки со внуките, бабо? Нема ли каде да живеете? Кој да ве чува? Да немаме. Нема да ми е толкава маката, синко. Имаме. Имаме и куќа, имам син. Ама и мене, и внуките не избрка од дома. Зошто?
Да знам барем зошто полесно ќе ми беше. Не знам. Зеде една жена и прави се што ќе му каже. Се таа што ќе му каже, тоа го прави да даде Господ да се искриви и таа и тој. Земете ги парите. А јас ќе ве побарам кога ќе се вратам и вас и тој што ви испадил од дома. Да даде Господ секогаш да има задавање. А кој си ти, синко? Ќе ви кажам кога ќе се вратам. Ако се вратам. Чедо Божие, па ние таквите како тебе ги сакаме, луѓето со добра мисла, добра душа, праведните луѓе. Ние во овој светол, Божји храм се собравме не да избегаме од неправдите, туку чедо да им помогнеме на сиромашните, да го споделиме со нив болот, да ја споделиме нивната мака. Јас затоа решив на вакво место да дојдам очи игумен. Сакам да работам, сакам да помагам, сакам да има правдина на веков. Чедо, ако за тоа си дојден, тогаш добро си дојден. Сите сати работат, ниеден не е расипан, а сите отчукуваат во различно време. Утре јас ќе ги наместам сите да покажуваат исто време и истовремено да отчукуваат. Ако се навиени како што треба, како што е ред и работат. Ете, така. Сега сите се наместени да покажуваат исто време и истовремено да отчукуваат. Еве ги почна. Ајде сега да ве слушнам. Пак не отчукуваат истовремено, а пред малку ги наместив. Ајде беше поминало некој саат повеќе па да се размести, да ајде, ама јас пред малку ги наместив. Те слушам, синко, зарем самиот со себе си разговараш? Не, очи игумене. Разговарам со часовниците. Гледам, синко. Ајде, дојди да седнеме овде. Ги слушав ноќеска како отчукуваат.
Секој во различно време. Пред малку ги курвисав, ги навив. И пак не отчукуваат истовремено, туку некој порано, некој подоцна. Сега, чедо, гледам во што ти е маката. Тебе, синко, нешто однатре ми те стега. Во умот нешто те стега, затоа што работите не се онака како што треба, како што ти сакаш. Ти сакаш сите сати да отчукуваат во исто време, така? Да. А нели така треба, очи и губени. Гледам јас дека со навивање и курвисување не бива работата, ама јас ќе ги однесам на мајстор. Да ги поправи, да смени нешто. Само да работат сите како што треба. Немој да си го губиш времето бадијала. Таков мајстор никаде нема да најдеш. Лелем ги гледаш луѓето. Луѓето од кои избега и дојде ти овдека. Дали си видел, кажи ми, двајца исти луѓе, по табијат и по лика? Не си видел, чедо. Не си видел затоа што едни се полични, другите се погарди, трети се поумни, четвртите подобри. Значи, сите луѓе се различни, чедо. Слушај ме сега. Еден ден, кога сите луѓе на дуњава ќе станат исти, тогаш сите часовници во исто време ќе отчукуваат. А тоа, чедо, не бива. Така е, оче и гумене. Така е, не бива. Требаше довде да дојдам, да ги курдисувам часовниците, да ми го кажеш ова што ми го кажа, за да ми се отворат очите. За да разберам што може, што не може. Па сега јас морам да заминам, зашто јас сум... Знам кој си, чедо Божје. Знам дека си нашиот честит и праведен цар. И подобро е за тебе да заминеш од овде, да се вратиш во царската палата и оттаму ќе можеш повеќе добрини да правиш на луѓето. Ние, како што гледаш, тука помагаме, но помагаме помалку. Но ти, оттаму ќе можеш многу поправедно да им помагаш на луѓето. Затоа сега оди, облечи ја својата царска одежда и суди праведно, како што судеше досега. Да ти бакнам рака, оче, па да се разделиме. Не, чедо. Не. Јас тебе треба да ти се поклонам. Не, очи и гумене, не. Јас тебе рака ќе ти бакнам. Зашто ме поучи. Ме просветливте. Со здравие да ми одиш, чедо. Господ од лошо да ми те чува. И баш така ви рече цару мој. Кога сите луѓе би били исти, тогаш и сите часовници ќе очукуваат во исто време. Умен човек е тој. Да. Знаеше што ме мачи, иако ништо не му кажав. Со тоа што ми го кажа, ми ги отвори очите. Колку и да се трудиме, не можеме сите луѓе да ги направиме праведни и добри. Ама можеме да се бориме за правдина. Така е. Надвор има луѓе што чекаат да ги примите. Прво воведи го синот и жена му на она баба и внуката што ги оставија по патиштата да питаат. Прво него пушти го. Ако во него нема добрина и правдина, јас ќе му кажам каде да ја најде. Ќе го викнам.